Песната што отпеевме, браќи и сестри, е мал вовет во она што денеска ќе го слушаме. Потикнат од настаните кои се случува и се случуваат се уште во минатата година и година и пол, на интернет слушаме секакви информации, и добри, и лоши, и вистинити, и полувистинити во врска со настаните кои ќе претходат пред второто Христово доаѓање. Па затоа се одлучив да зборувам на тема граѓански неделен закон, криза или обврска. На самиот почеток го молам Бога да ја разбереме темава, да не се уплашиме. Тоа е само едно подсетување, оно што го знаеме или што ќе го научиме. И мислам дека ова книга Големата борба во овие последни месеци ќе биде многу важна како тематика да ја познаваме и да ја читаме. Јас ќе споменувам повеќе цитати од ова книга. Од книгата Копнежот на вековите, од рани списи, од ризница на сведоштвата. Тоа ќе бидат базата на цитатите кои заеднички ќе ги читаме, ќе ги тумачиме и ќе видиме во кое време живееме. И што стои пред нас. Зашто некои веќе зборуваат да ги напуштиме домовите, градовите, да се повлекуваме во села, кога тоа ќе биде и кога треба тоа да се случи. Мислам дека ова размислување со Божја помош, што еве ќе го споделам со вас, браќи и сестри, ќе ни помогне да добиеме една јасна слика како црква што ние научаваме. Кој е ставот на нашата црква во врска со ова тематика, кога Елена Вајт, што ние ја признаваме како Божи пророк во наши редови, и затоа ова книга ќе биде суво злато за последно време, да ја читаме. Ако немате, земете си. Поделете ја, односно подарете ја на вашите роднини, пријатели, да ја прочитат, зашто овде е се напишано како на таста не е дадено, она што ќе се случува и се случува денеска. Може би тешко е да разбереме, почитувани присутни, дека ќе дојде време кога една држава, една нација, врз основа на некои принципи на верската слобода, ќе оди по патот да им ја одземе верската слобода на други луѓе. Дали тоа ќе се случи и како ќе се случи? Интересно да споменеме дека тоа нема да биде од страна на некои водечки личности кои биле во минатото, како што биле овие диктатори. Верувам дека ги препознавате во поедини држави. Дали тие ќе изгледат, тие веќе и не се на власт, повеќето од нив, дали ќе извршат притисок со некој закон за да се оствари нивната цел или намера? Тоа нема да биде ни Орвел, ниту големиот водач на една голема црковна заедница како што е овој харизматичен човек, папата. Од каде ќе потекнат тие закони? Или тој закон кој ние како христијани го очекуваме според пророштвото? Дали тоа ќе бидат некои локални местни заедници, некои мали држави во светот? Или пак Библијата е јасно и гласно, со црвена линија е подвлечено која ќе биде таа земја, кој ќе издаде таков закон, кој ќе се преточи во законите или во уставите на целиот свет. Ајде да ги прочитаме овие два цитати од Големата борба и од Ризнице број 2. Водечки личности и законодавци за себе да обезбедат наклонетост на јавноста, ќе попушти општа желба за донесување закон за задолжително празнување на неделата. И сега од Ризница број 2, за да се обезбеди нивната популарност и заштита, законодавците ќе се усогласат со барањето да биде донесен неделен закон. Значи, денеска ќе зборуваме со отворени реченици, со отворени мисли, ќе зборуваме за неделниот закон, кога и како ќе биде донесен. Во изминатите години се повеќе и повеќе, браќи и сестри, драги пријатели, може да се увериме во тоа. Денеска религијата станала, може да кажеме, главен фактор во политиката. Мажи и жени кои добиваат власт од своите локални држави, кои се кандидираат за функции, честопати се пикаат или одаат под кожата на верските водачи во надеж дека ќе добијат политичка подршка и одобрување. Тоа е јавна тајна. Големите вели сили, кога добиват нови председатели или водечки личности, каде одат на советување? Одат кај овој човек. Да примат пред се благослов, а може би во нивните тајни разговори и упатства како да ги наведуваат нивните парламенти во донесување на соодветни одлуки. И верските групи
сакаат да остранат одредени политичари ако не се согласат за одредени религиозно-политички прашања. Често пати и верските заедници, кои се главни во светот, вршат промени на владите, на водачите во поедини држави, имат влијание. Ако не работете вака, ќе го потераме нашето членство да гласа против вас. И тие мора да ги слушат нивните совети или упатства. Во овој вид религиозно, како да го наречеме, единство пишено во Откровението, се станува се поучегледно, браќи и сестри. На 15 декември 1983 година ова списание Христијанство денес се појави една статија под наслов Лутеранците и католиците доаѓаат до изненадувачка согласност. Сеќавате на тоа? Кога водечката црква, католичката и протестантите подпишаат договор на обединување, а беа со векови раздвоени. Извештаите кажуваа за заедничка лутеранско-католичка прослава по повод 50 години од раѓањето на Мартин Лутер. Таму се дискутирало за тој драматичен договор помеѓу двете цркви. И еве што е запишано. Што значи зголемување на доктриналното единство и обединување на христијанските, на двете христијански деноминации? Тоа беше многу одамна кога влегоа груби имења во раните денови на реформацијата. Папата Лав Пети го нарече Лутер дива свиња, кој го нападна ложето Господово. И кога Лутер одговори, нарекувајќи го папата Антихристос и католичката црква, најнеморално дувло на краците, најсрамна јавна куќа, царство на гревот, смртта и пеколот. Со обзир дека римокатоличките свештеници Лутер го сврстуваат со Августин и Тома Квински, не е далеко денот кога 69 милиони католици ќе го излечат раздорот кој се појавил скоро пред 1000 години. Знаете, тој раздор помеѓу едната и другата црква. Меѓутоа се прават напори да се повторно обединат. Пророштвото се исполнува, браќи и сестри, но неговата смртоносна рана беше исцелена. Тоа е факт. Значи, живееме во време кога таа рана веќе е исцелена. Раната која задобил тамо некаде во 19. век, полека се зацелува и скоро е зацелена. Наистина, тој ден не е многу далеко, почитувани, ден кога нашата земја, кога Елена Вајд зборува во книгата Големата борба, нашата земја, се мисли на САД, на Соединетите држави. Значи, кога читате во ова книга, кога вели таа нашата земја, ќе имаме такви цитати, вашите мисли нека бидат насочени кон Соединетите држави. Значи, основачите на Соединетите држави добро ги разбират овие принципи кога е во прашање слобода на совест. Денеска Америка е се уште најдемократска држава кога е во прашање слободно исповедување на твојата или на мојата вера. Таа можеш на сред плоштад да се качиш на некоја гајба, што се вели, на некој столче и да зборуваш, да проповедаш. Значи, верската слобода е загарантирана. Меѓутоа, што ќе се случи токму во таа слободна држава, во времето во кое ние живееме и што претходи пред нас? Америка ќе развие дух на нетолеранција и прогонство и ќе искористи својата моќ да ги едноставно принуди луѓето, да ја почитуваат другиот ден за светкување наместо седмиот, туку првиот. Библијата зборува дека во Откровението дека Америка представена со јагне со два рога. Еве што пишува во книгата Големата борба. Таквата акција би била спротивна на принципите на оваа држава. Духот на нејзините слободни институции, директни и свечени гаранции на Декларацијата за независноста и самиот устав. Основачите на државите работеле напорно за да ја спречат употребата на секуларниот авторитет од страна на црквата, со нејзините неизбежни последици, нетолеранција и прогонство. Уставот предвидува, еве што пишува во Уставот на САД. Конгресот не смее да издава закон со кој се утврдува религија или забранува слободно исповедување на било каква, да продолжиме, религија
Isto така, верата никогаш не сме да биде услов за добивање на било каква доверлива јавна служба во САД. Со самото отфрлање, новиот чувари на националната слобода, може државната власт да наметне почитување на некои верски прописи, но нема да има недоследност во оваа постапка поголем од она прикажена на символот. Зверот со роговите, пред малце го видовме, односно тоа беше јагне, значи символ на јагнето, со роговите на јагне на свој начин имплицира гаранции за чиста, благородна и безопасна зборова како змеј. Ајде да продолжим и следното, потоа ќе одиме на мал коментар. Они кои ја почитуваат библиската сабота, ќе бидат оптужени како непријатели на законот и редот. Како они кои ги рушат моралните огради на општеството, како причинители на анархија и расипаност, како они кои ги навлекуваат Божите судови на земјата. Нивното совесно држење на Божиот закон ќе се прогласи како упорност, тврдоглавост и отфрлање на власта. Тие ќе бидат оптужени да не ја почитуваат власт. И сега, пред малку читавме делови од нивниот устав за гарантирана верска слобода. Секој има право да верува или припадноста во било која верска организација не те спречува да бидеш и во гардата, или во парламентот во Америка, или некоја јавна служба да обаваш. Меѓутоа, гледате како полека тоа ќе се менува. Ќе се менува тој устав што досега они го имаат. Кога ќе се објави законот за неделата, што ќе значи тоа во практична служба, односно примена, браќа и сестри? Прво, кога зборуваме за тоа, ќе се бара лојалност. Овој збор лојалност, дали е јасно што значи? Лојален човек. Дали може да имам доверба во тебе, ти во мене? Дали сме ние лојалност? Значи, ќе се удара на совеста на луѓето. Таквите луѓе, кои не го почитуваат уставот, или одлуките што ние ги носиме, вие или тие не се лојални на државата. И затоа многу луѓе ќе бидат тука едноставно притиснати. Гледаме дека врз Божиот народ ќе се врши силен притисок и ќе бидат прогласени за предавници, нелојални на властите, непријатели на редот и на законот. Дозволете ми да ве прашам, драги присутни, дали сме ние лојални граѓани? Некој може ќе каже, да, си плаќам данок, ги почитувам правилата, не одам на црвено светло, го почитувам председателот на државата, на владата. Значи, може така да кажеме, сме лојални граѓани. Меѓутоа, кога ќе дојде ден за верската припадност, за да се определиш, да го почитуваш првиот ден или седмиот, на кого ќе му бидеш тогаш лојален? Ова ќе биде големо прашање и испит за многу луѓе. Дали ветувате лојалност кон републиката и законот што таа го представува, или ќе ја следиме Божјата заповед, како што вели? Многу водички личности во државата, знаејќи ја Библијата, ќе цитираат овој текст. Секоја душа да им се покорува на кого? На властите, ќе ти каже, на предпоставените. И ќе рече, ти го кршиш и правилото Божие. Еве што не учи Павле. А Павле ја пренесува мислата Господова. Дали го следите примерот на лојалност, како што биле луѓето во минатото? Затоа оној кој се спротистави на власта и се противи на Божјата наредба, а кои се противат, ќе ја примат својата осуда. И следниот текст: подајте му го царевото на кого? На царот, а Божјото на Бога. Ајде да одговориме сега на овие меѓу прашања што овде ни се постави или произлега од овие цитати. Како тоа да го ставиме во рамки почит кон државата, кон властите и почит кон Бога? Ајде да видиме каде треба ние, како треба да реагираме и како да се поставиме. Владата има законска улога и во рамките на таа правна улога. Божиот народ треба да биде послушен и одговорен. Но се до оној миг, се до она граница, додека не се кршат Божите принципи и правила,
ние ќе ги почитуваме државните правила. И треба. Но кога тие световните закони ќе се спротивстават на Божите мерили принципи, наше да одлучиме, ќе останеме верни на тие световни правила или ќе ги почитуваме повеќе оние Божите правила од државните кои се поставени. Еве овде на сликава го имаме Данило. Дошло време во Вавилон, кога Даниел не можел да ги почитува правилата, кои самиот ги подпишал, зашто тој бил втор човек, трет таму во администрацијата, ги знал сите закони, сите уставни правила и тој ги пуштал по сите покрајни. Но не можел повеќе да ги почитува законите на владата. Дошло време кога овие закони се судриле со Божите правила. Во такви моменти христијаните ја покажуваат својата посветеност и лојалност кон повисокиот авторитет. На кого тогаш ние ќе се кланяме, почитувани? Во Соединетите држави скоро секојаш во пракса е државата едноставно не може сега во овој момент да те присили. Според уставот не може да те присили на обожавање нешто друго. То би било тиранија. Според пророштвото на Откровение, сепак ќе дојде време кога послушност кон законите на државата ќе зачне непослушност кон Божиот закон. Кога ќе дојде тоа време, притисокот за покорување ќе се зголеми. И сега, денеска, како ние реагираме кога сме притиснати? Еве сега, и нашата земја, нашата влада, и други држави донесуваат некои закони против ова короната, како да се заштитиме, присилна вакцинација, ова или она. Како ние реагираме кога сме притиснати со некој закон? Со амин или негодуваме? Негодуваме така, зашто ни се ускратуваат некои права. Така да ќе дојде време и за ова работа, кога ќе се ускратат некои права во тие месеци или во тие денови. Како денес реагираме кога сме под некој притисок? Секако бучно и луѓето реагираат. Но денеска, не зборам за телесните притисоци кои ги имаме од разни страни, зборам за овој духовен притисок кој ќе биде на совеста на луѓето. Дали во тие моменти ќе имаме заедница со Христа или не, зависи од нас. Сите оние кои ќе немаат тесна заедница со Исуса Христа ќе бидат тло за решетање, дали сум јас тоа или ти во прашање, секој од нас нека се види себе си. Значи, затоа е потребно, браќа и сестри, постојана заедница со Христа. Павле запишал, односно апостол Јован, зошто секогаш го вршам она што му е угодно на Бога. Значи, ајде се трудиме во овие денови кои се пред нас да му годуваме на Бога. Црковните, световните достоинственици, послушайте го сега овој цитат. Црковните и световните достоинственици, тоа се луѓе од водички калибар, ќе се здружат да ги потплатат, наговорат или да ги приморат сите луѓе да ја празнуваат неделата. Ќе им се заканува со парични казни или со затвори, а на некои ќе им бидат понудени влијателни места и положаи, како и други награди и предности да ги намамат да се откажат од својата вера. Дали е јасно ова? Нема тука завиена форма. Ова е цитат од големата борба. Слободно земете, проверете. Тоа е напишано повеќе од 150 години. Но во наше време, како се повеќе и повеќе да се расчистува овие цитати, овие пораки, да не бидеме во некоја духовна магла, браќи и сестри, да не заведува секој интернет пост, односно порака што ќе ја прочитаме, ќе дојде ден кога световните и црковните водачи ќе се здружат. Значи црквата и државата што ќе се случи? Ќе се обединат. За сега се уште тоа не е случај. За сега се уште тоа не е. Меѓутоа се оди кон тоа. Но кога ќе добијат власт, ќе потплатат, ќе наговорат, ќе приморат. Со секакви средства. Ќе се послужат се со цел да луѓето бидат притиснати. Некои луѓе ќе бидат принудени од страв. Ако не ги почитуват овие закони, ќе бидете одделени од семејството. Ќе дојде таква вест за мене, за тебе. Ќе бидете затворени. Вие нема да можете да купувате или да продавате. Да,
Тоа ќе се случува. И кај нас ќе предизвика страв, сето ова гледајќи го, слушајќи го, а може би и на своја кожа да го доживееме. На некои други ќе им биде понудени пари, парични средства, парична награда. Тоа ќе влие на оние талентирани, големи умови. Ќе бидат понудени позиции, само да се откажеш од учењето на Исус Христос, она оригиналното. Само да се откажеш. Едноставно, на младите спортисти ќе им се нуди, на талентираните христијани ќе им се понуди, може би, бесплатна школарина, со сите платени трошоци. Само едно мало барање. Напиши барање до управата, до власта и ќе отидеш да се школуваш на Кембридж, на некои други светски универзитети и тоа бесплатно. Само да ги прилагодиш, наштелувај ги твоите верски убедувања, како што ние сакаме, како што ние велиме, како што ние ќе кажеме. Заменија библиската сабота со првиот ден во седмицата. Младите спортисти ќе имат проблем. Нивите надпревари ќе бидат закажување во сабота, во петок навечер. Јас знам многу наши млади не може да играат фудбал во сабота, зашто верското убедување вели не. И не може да одат во прва лига, односно да играат за првиот тим. Дали е тенис, дали е кошарка, фудбал или нешто слично. Меѓутоа некои ќе потпаднат, ќе попуштат некои. Понатаму, работникот ќе му се понуди дополнителна награда и плата за работа во сабота. Еве, гледате, кај нас се крчка таков закон, оние кои ќе работат во сабота добиват каква дневница? Не знам, дупла или зголемена. Понатаму, државниот универзитет ќе им понуди на сите оние млади кои имаат таленти примамлива школарина. И така сега може да редиме, почитувани, многу бенефиции, многу понуди. И сатаната ќе работи се со цел да ги привлече луѓето, а тука многу ќе паднаат на ова основа. Едноставно, тука многу луѓе ќе паднаат. Тој ќе покуша сатаната да привлече и мажи и жени во своето царство со нудење на финансиска корист. Со одобрување во групата. Знаете, кога сме во група, а ние сме црна, како се вели тоа, црна овца. И те гледат попреку. Едноставно не се чувствуваш природно. Ајде да се стопиме во масата, тоа ќе биде понуда. Да се стопиме во масата. Лажно чувство на сигурност и привремено задоволство. Сите овие илузии едноставно ќе успеат да измамат и да ги контролираат луѓето. Праќи се и како се ближиме кон крај, сатаната ќе ги изголеми своите сили, односно ќе ја зголеми својата сила се со цел да привлече многу луѓе кај себе. Зашто тајната на беззаконието, вели апостол Павле, веќе дејствува само да се отстрани од средината оној кој сега ја задржува. И тогаш ќе се јави беззаконникот кога Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го уништи до појавата на своето доаѓање. И направи сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободни робови, да им се даде ознака на десната рака или на челото. И никој да не може ниту да купи, ниту да продаде, освен оној кој има ознака, името на зверот или бројот на неговото име. Овие текстови денеска многу се злоупотребуваат. Многу се пишуваат на интернет. Многу ги тумачат вака или онака и предизвикуваат кај луѓето страв. Како ќе живеам утре, ако ми се укине ова или она бенефиција? Никој вели овде не може да купи, ниту да продаде. Ова е напишено јасно и гласно. Пред 2000 години го напишал Јован Богослов ови текст. Како ние да се однесуваме во тоа време кое наскоро ќе ја погоди ова наша планета? Значи, први зборувавме за обвинување на јавното мислење. Сега зборуваме за економскиот бојкот. Ова е тема економски бојкот.
Со пророчки поглед, Јован ги опишува деновите кои ќе следат. Тој живеел тамо некаде 100 година починал, после Христа, и тој го гледа нашето време. И после нашето време. Зашто може ние да завршиме. Меѓутоа Христово доаѓање него ние поставуваме денес или утре. Никој тоа не го знае. Но Јован го гледа во визија, во иднина и вели ќе се случи ова. Ниту да можам да купам, ниту да продадам. Ова се случува под името економски бойкот. Еве го цитатот. Во последниот голем судир, од копнежот е овој текст на вековите. Во последниот голем судир со сатаната, они кои ќе бидат одани на кого? На Бога. Многу е важно да бидеме одани и послушни на Бога. Ќе виде дека им е ускратена секоја земна заштита. Затоа што одбиваат да го кршат неговиот закон, да би биле послушни на земните сили, на нив ќе им биде забрането да купуваат и да продаваат. Ајде има уште неколку цитати па да ги споиме. Ќе дојде време кога не ќе можеме да продаваме ни по која цена. Наскоро ќе излезе наредба со која ќе се забрани купопродавање на сите освен оние кои го имаат жигот на зверот. И така не грижете се, велејќи што ќе јадеме или што ќе пиеме или што ќе се облечеме, зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно се тоа, но барете го првим царството Божие и неговата правда и сето тоа ќе ви се даде. Браќи и сестри, овие се навистина тешки цитати за разбирање, зашто ни укажуваат што ќе биде во иднина. Но не треба кај нас да предизвика некој страв и револт и уплав, стрес, дека утре ќе останеме гладни. Подосна ќе читаме цитати на луѓе, на случаи на настани кај што Бог се дословно грижа за својот народ. Меѓутоа ова Бог ни ги отвара очите. Очите, од каде ќе дојде неделниот закон, како ќе оди. Нема да дојде неделниот закон од Македонија да издаде и цел свет да се рашири тоа. Се знае која сила, читавме пред малце, од каде тоа ќе дојде и сите држави тоа полека ќе го прифатат и ќе се донесе декрет. Но ќе дојде и тоа време, кога пазарите полека ќе се затварат за една група на луѓе. Не затоа што сме црни или бели или жолти или убави или неубави, туку затоа што го немаш тој код или таа потврда што треба да ти овозможи да отидеш. Меѓутоа, што пишува овде? Не грижете се. Што ќе јадеме или што ќе пиеме. Тоа ќе бидат денови, месеци пред самото Христово доаѓање. Понатаму, еве што пишува. Во тоа време ќе биде осигурен леп и вода. Нема да трпиме немаштина ниту глад, бидејќи Бог е во состојба и во пустината да ни постави трпеза. Кога би било неопходно, тој би испратил и гаврани да не хранат, како што направил со Илија, или како на израелците што им пуштил мана од небото. Ево уште еден цитат. Бидејќи бранителите на вистината ќе се спротистават да ја почитуваат неделата наместо саботата. Некои од нив ќе бидат ставени во затвор, некои ќе бидат прогонети, а со некои ќе се постапува како со робови. Елена Вајт ја гледа таа слика во нејзино време кај што имало робови. Во Америка во нејно време имало робови на север или на југ, не се сеќам, но важно имало. И таа прави една компарација на споредба. Меѓутоа, овој збор робови може да го замениме со современ стил на карантин, затварање, нешто слично. Како и да е. Овде пишува, они кои верно стојат на браникот на вистината, ќе се изврши присила, ќе се употреби сила. Ова ќе биде време на проба, почитувани. Тоа ќе биде време кога треба да се одлучиме целосно на Христова страна или на спротивната. Но овде вели дека Бог испрати гаврана ако треба. Како израелците 40 години мана Бог ги хранел. За Бога не е чудо и денеска да те нахрани на начин кој што тој ќе го одбере за тебе и за мене. Може би ќе испрати ангели Бог во лик на човек
Има примери, може да ви зборам сега и денеска, кај што семејства сиромашни секој утро добивале вреќа брашно пред куќа. Немале ништо и доаѓат пред врата, нема никој, а наоѓат вреќа брашно. Бог потикнал еден човек од селото да им носи секој утро. Да, нема да дојде видлив ангел од небото, но тоа ќе бидеш ти и јас, може би да помогнеме на некој кој нема, за да преживее. Значи, ќе се случи трето затварање. Сите оние кои ќе се спротистават, ќе бидат казнети, а на крајот ќе биде објавено дека заслужуваат смрт. Читајте ја книгата. Пишува овде се. Ова не треба да не уплаши, туку само да не потикне уште поголема заедница меѓу себе да имаме, а пред се со Бога. Кај што тамо, ако бидеме однесени сами да бидеме, ти и Бог, јас и Бог, они кои ќе се спротистават, ќе бидат казнети, а на крајот ќе биде објавено дека заслужуваат и смрт. Еки сестри, ова навистина укажува на драматична промена што ќе ја предизвика сатаната. Ние сме навикнати на идејата дека робството е старомодно. Луѓето да одат во затвор само ако се криминалци. Така, кај нас во државата, во затвор се тие криминалци, кои убиле некого, прекршиле устав, закон и така натаму, кои не го почитуваат граѓанскиот закон. Меѓутоа, овде читаме дека сепак ќе се случи и на тие земски закони ќе бидат повикани луѓе на одговорност кои не го прекршиле земниот закон, меѓутоа го прекршиле нивниот закон кој тие верски водачи го поставиле. Но ајде да се сетиме за тројцата момчиња. Тројцата момчиња кои биле фрлени во печката вжарена 7 пати. Седрах, Мисах и Авденаго. Тие не се оплашиле од смртта. Тамо вели ни влакно не им фалело. Нити мирис добиле нивните алишта од оганот, од чадот. Дали Данило се уплашил кога бил фрлен меѓу лавовите? Пишува во големата борба дека крзното од лавовите му било перница на Данило, кај што спиел цела ноќ. Бог ги затворил и тоа го кажал самиот Данило, кога дошол на Навуходоносор да го праша: Данаиле, дали си жив? А што рекол Данил? Жив сум, царе. Знаел дека не е виновен Навуходоносор, дека бил под голема пресија на неговите советници. Брзоплето подпишал декрет пред да провери што подпишува. Но како е да е, ова е знак и чудо Божие, Бог и денеска истиот. Што се случува со Павле и Сила, кои биле исто така фрлени во затвор, кога дошал оној чуварот и кога ги видел дека ги нема, што сакал да направи? Да се убие. А синџирите паднале како сламки, како конци од нивните раце. И кога ние ќе се соочиме, можеби, браќа и сестри, со затвор или смрт, треба да знаеме, да го знаеме истото. Бог е истиот со нас. И затоа кога ќе се случат вакви моменти, тогаш треба да знаеме, да го подигнеме погледот, вели Лука и Матеј, дека Исусовото доаѓање на прагот, дека само што Исус не дошол. Кога ќе се соочиме со економски бојкот, знаеме дека ќе шетаме по златни улици. Ако сме затворени во темница, тоа ќе биде краткорочно заробеништво, ќе дојде ослободување. Ако нашите очи се натопени со смрт на нашите мили драги, следното што ќе го видиме, а тоа е мигот на Христовото доаѓање на облаците. И затоа колку е важно денеска да се подпираме на Бога, да имаме постојна секојдневна заедница со нашиот Спасител. Ние сакаме, верувам, да бидеме во групата на спасените. Ние сакаме да се фокусираме на Него и тоа е убаво. И затоа овие сцени што ќе ги видиме сега, еве ова фотографија, нека не потикне да издржиме. Што е да се случи? Целата да имаме, визија да имаме, дека еден ден ќе дојде крај. А она што Господ го кажал, ќе се оствари. Но ајде уште малце да читаме за Божето предупредување. Заедно ги видовме резултатите на овој зголемен притисок кој ќе се оствари неделниот закон. И кога ќе дојде време да сватиме дека овие работи ќе се случат, тие треба да послужат како едно предупредување за секој вистински христијанин. Фаламо на Бога што ете некои ги дали своите животи, како ова што е гробот на Павле, апостол Павле.
Čovek koji целиот svoj život го посветил на Господа. Но што кажал тој? Трката ја завршив. Но што одржал? Верата ја одржал. И тој веровал во Христовото доаѓање. И тој веровал во Христовите зборови. И тој ги преточил во писмо и денеска ние имаме Библија. И затоа е многу важно, браќи и сестри, драги пријатели, сите вие кои не слушате и гледате, да ги знаеме, пророштвата се многу важни работи. Еве ќе ве потсетам сега на едно пророштво. Ајде да го читаме. Како што на јудејските христијани опсадата на Иерусалим од страна на римската војска била знак за бегање, така и превземањето на силата од таа страна, од страна на нашата нација, сад, и ставање на сила, декретот за папската сабота, ќе биде опомена за нас. Затоа да не брзаме, да не трчаме пред време. Убаво е да знаеме, убаво да се приготвиме. Меѓутоа, ако ја читате историјата на евреите, кога Исус зборил дека од овој храм нема да остане ниту камен на камен, сеќавате? Поминало 40 години. Ако Исус 30,5 години живеел и после се вознел, значи поминало уште 40 на години, кога 17-та година дошол војсководителот Тит со својата римска војска, го обколеле градот Ерусалим. А Исус рекол, кога ќе ја видите војската, што да правите? Напуштете го градот, бегајте. И сите оние кои ги читале тие пророштва, ги знаеле. Една врата била отворена. Историчарите запишале. Имало повеќе врати Ерусалим и ноќе се затварале. Меѓутоа, кога градот бил обколен со римската војска, една врата била како коридор оставена. И сите христијани, побожни евреи, избегале. Отишле во јудејските планини и останале живи. А сите оние кои останале во градот, што не го послушале Христа и неговите упатства и пророштва, градот бил запален. И тој Ерусалим. Војската римска дошла. Осоколени дека го освоиле Ерусалим. Иако имале наредба да не го палат храмот. Меѓутоа, некој фрлил факел во храмот и почнал да гори. Едноставно, дошле војниците, полакомени, барајки злато со своите копја, секој камен го расклатале. Знаете, кога како зап ќе се разниши, ќе се расклата. И така, вели Библијата, не останал камен, нито на камен од тие зидови на големиот храм на евреите Ерусалим. Меѓутоа, сите оние кои останале верни на Господа, браќи и сестри, останале живи, ги послушале Божите упатства. Е сега, ајде отидеме уште еден чекор понатаму. Тогаш ќе биде време да ги напуштиме големите градови, да бидеме подготвени, да ги напуштиме имотите и да ги замениме со осамени домови во зафрлени места во планината. Кога тоа ќе се случи? Дали утре? Задутре? Тој процес почнавме од каде ќе дојде аберот за лажната сабота. Гледајќи ги сите тие настани, тогаш вели ќе дојде време да ги напуштиме. Ево уште еден цитат. Со наредба со која се озаконува папската установа во кршење на Божиот закон, нашата нација, повторно тој избор нашата нација, стави у заграда да знаеме, целосно ќе се откаже од правдата, ќе ги прекрши домашните закони, сад. Тогаш ние ќе знаеме дека дојде време, дека е дојдено времето за чудно делување на сатаната и дека крајот е близо. Хаос. Зошто треба да ги напуштиме градовите кои ќе дојде тоа време? Затоа што рекове ќе настапи економски бојкот. Нема да има начин христијаните во градовите да имат легално да добиваат храна. Ќе се барат потврди, броеви, шифри и како сакате да ги назначиме. Затоа е многу подобро да се биде на село, во помало населено место, каде што може да се обезбеди храна за себе и за своето семејство уште малку подолго.
кога неделниот закон ќе стапи во сила, Соединетите држави ќе ја наполнат чашата со беззаконието и наскоро ќе дојде до национален хаос, национална катастрофа. Градовите ќе бидат уништени. Книгата Последните настани имате на македонски, така? Уште еднаш да ја прочитаме. Таму е назначен тој редослед на настани, на збиднување и случувања. Луѓето имаат време за проба, исто како и поединците. Бог ги става денеска, почитувани, народите да едноставно самите да одлучат. САД или Соединетите држави ќе направат национален отпад, а националниот отпад ќе произведе и национална пропаст. Значи, да се подсетиме на овие два цитати. Тогаш ќе биде време да ги напуштиме градовите. Да бидеме подготвени да ги напуштиме имотите и да ги замениме со осамени домови во зафрлени места на планините. Ако веруваме дека Елена Вајт е Божи пророк, браќи и сестри, тоеш треба да внимаваме, да размислуваме и да се подготвуваме. Со наредба со која се озаконува папската установа, во кршење на Божиот закон, нашата нација целосно ќе се откаже од правдата. И тогаш ние ќе знаеме дека е дојдено време за чудно делување на сатаната и дека крајот е близо. Да, тоа ќе биде време кога ќе се случат тие настани многу брзо. Нема да чекаме со години, 10, 20, па уште 50 години, како што таму вели, мислам беше у Петрова, се уште нема да дојде нашиот Господ. Знаете ги тие текстови? Зошто досни доаѓањето ни со Христа? Исто се поставува прашање. Меѓутоа, во тие моменти една мала група ќе биде означена и ќе им се забрани и ќе бидат запечатени дека се предавници. Тие не ќе можат ниту да купат, ниту да продадат. Меѓутоа, ајде го проследиме овој текст. Може ли жена да го заборави своето доенче? Може ли? Може. Имаме случаи, на жалост се случува, да не му се смилува на челото свое, на својата утроба. Па кога некој и би заборавила, Бог вели, јас нема да те заборавам, сестро, брате, дете мое. Јас нема да те заборавам тебе. Ете те врезав, те запишав на своите дланки. Еве при крајот на размислување еден пример. Пред неколку години група научници направиле некои експерименти со јагнина, за да ја утврдат нивната отпорност на стрес. Зашто еве ние живееме во време на стрес. Постојано сме бомбардирани од стрес. Слушаме, читаме, гледаме, доживуваме и тоа ја растегнува нашата душа. Едноставно се стресираме и многу болести навлекуваме. Еве некој научник зел јагне или јагнина со овца и сакајќи да утврди како стресот делува или ако сме под стрес, како да се намали тој стрес во нашиот живот. За да го постигнал ова, тој ги зел јагнината во трло, ги ставил каде што имало храна. Значи, еве, гледате, трла, ово се оградени трла. Трлото било направено така што научниците може да ги видат и јагнината, но не и јагнината нив, да не се уплашат. И во внатрешноста на трлото научниците направиле бројни места за хранење. Гледате, ги поделиле на повеќе парцели. Планот бил јагнето да добие мал шок и на секое место за хранење. Значи, јагнето оди овде, јаде слама или таму трева и тука да добие шок. Таму повторно некој шок му дават. Како ќе реагира? И што се случило? Кога јагнето почнало да се храни на првото место за хранење, му пуштиле струја и доживело шок. Тоа веднаш побегнало. Секако тоа не се вратило на местото каде го доживел шокот. Но научниците продолжиле да му предизвикуваат шокови на секое место кај што имало храна. И тоа јагне било толку збунето, не знало веќе што да прави, каде да оди. И наскоро јагнето побегнало кон центарот на трлото, треперејќи од страв. Така доживело нешто слично, нервен слом. Немало заштита, немало каде да отиде. Тоа повеќе не можело да се бори против тие стресови. Преголемите шокови го совладале, но немало каде да избега.
Тогаш на учниците зеле уште едно јагне, близначе на тоа јагне, и го пуштели исто така внатре во трлото. Но сега било направено важен исклучок. Мајката овца исто така била пуштена внатре во трлото, заедно со јагнињата. И сега гледате што се случило. Научниците биле изненадени. Што мислите, кога тоа второто јагне исто така добивало шокови, каде бегало? Кај мајката. Сега е тука мајката овца. Ќе отиде кај мајката малце, она нешто ќе му каже, но и тоа повторно се враќа тамо на јонџата или на сламата или кај што јајло на тревата. И повторно шок. Неколку пати. Првото морал да легне, скоро било мртво, а сега второто имало, што имало? Заштита. Имало мајка. Научниците биле зачудени и изненадели. Што мислите? Мајка му нешто зборувала, нешто му шепотела на тоа близначкото јагне. Но јагнето го претрпело, го надживеело шокот или шоковите што постојано му го давале научниците кога таму се враќало да паси, да јаде трева. Можел да се, второто јагне можел да преживее само затоа што можел да отиде кај мајка си и да побара заштита. И наистина, овој пример ни покажува дека таа мајка, која не знам што му шепотела на своето јагне, меѓутоа придонела овцата мајка да тоа јагне ги преживее сите шокови кои му биле задавани. Браќи и сестри, драги пријатели, наскоро најголемата криза во историјата на нашиот свет ќе избувне за Божиот народ. Сепак може да ја преживееме таа криза и тие шокови, стресови. Имаме каде да избегаме, има каде да се засолниме. Како што ова јагне се засолнувало кај мајката овца. Исус не повикува со љубов да дојдеме кај него. Еве го текстот. Дојдете при мене, сите кои се трудите и се обременети, јас ќе ви дадам одмор. Не е време за страв, не е време за паника, за озбилност да, за верност да, за поврзаност со Бога да. Меѓутоа не е време за паника, не е време да креваме раце, да некои од нас и ќе бидат повикани во смрт, можеби. Тоа не е тајна, тоа го пишува. Но оние физички, духовни, храбрите, Бог ќе ги сочува и ќе ги запечати да бидат негови сведоци во тие преломни моменти, преломни денови, кога Божето знаме на вестината високо ќе се крене. И затоа сосема на крај, погледнете во мене, Исус вели, погледнете во мене и ќе се спасите. Сите кои со вера ќе погледнат во Исуса Христа. Драги пријатели, браќи и сестри, престојната криза бара повеќе од површно христијанство. Ова криза што сега ќе наиде, ќе биде многу силна. Потребно е повеќе од повремено христијанство. Исус не повикува да дојдеме кај него со сите наши човечки слабости. Исус не бара совршенство па да дојдеме кај него. Тој бара да одеме кон совршенство, но тој не вели биди совршен па дојди кај мене. Не. Исус вели дојди таков каков си. Тогаш ние ќе се чистиме. Тогаш јас ќе ти дам сила и да напредваш во верата. Но сега дојди таков каков што си. Може имаме пороци, дојди таков со твоите пороци. Ова слика, мислам дека е многу важна. Исус не повика да дојдеме такви какви што сме. А тој ќе ни даде сила да се чистиме. Јас напишав една мисла овие денови. Предпотопниот свет бил толку валкан што Бог морал воредно чистење и перење да му даде. Знаете, кога имаме некои валкани алишта, што прават жените? Колку стават прашак? Помалци или повеќе? Повеќе да се очисти. Бог ќе треба многу вода да не очисти. Зашто овој свет е многу загаден. Не мислам на физичката загаденост. И затоа сега е време да се подсетиме. Тој не повикува да дојдеме и да ги предадеме сите наши стравови. Тој не повикува да му ги отвориме срцата и да го прифатиме неговото присуство. Затоа денес е време. Зошто тоа сега не го сториме? Еве го последниот текст и Божето ветување. Јас сум со вас
До кога? Во сите дни, до свршетокот на светот. Кога Исус рекол до крајот, значи и во време на криза, и во време на неделен закон, и во време на 7 зла. Постојано Бог со нас, да бидеме и ние со Него. Амин.